Пресконференцијата на министерот за економија Бектеши беше лош опит да се прикрие вистината, притисокот и неединството во владата во врска со отварање на рудник за злато и бакар во Иловица. Ова е ставот на граѓанското здружение Здрава Котлина по најавата на Бектеши дека треба да се донесе акт со кој ќе се утврди дека потенцијалната инвестиција е спротивна на стандардите за животна средина, но и да се поднесе предлог со кој би се раскинал договорот со концесионерот Евромакс за рударскиот комплекс Иловица Штука. За екоактивистите, ова би можело да значи одлагање на процесот уште година до две. Излагањето беше конфузно, неповрзано и немаше јасна завршница. Тоа укажува дека се уште они не се нашле конечно решение или не знаат како да го презентираат. Всушност, ние разбравме дека министерот на незгодните прашања манипулираше и не даде точен одговор и затоа започнуваше со одговорот многу добро прашање или одлично прашање. Тоа се прави само кога ти фатил во некоја лага и не знаеш, ти треба време да смислиш одговор. Екоактивистите му фрлија ракавица на Бектеши, бараат од него итна средба за да му ги презентираат документите со кои тие располагаат. Да не повикаат нас два тројца од отпорот против рудниците и ние да им предочиме документите, а они нивните и пред јавноста да се соочиме и да видиме они според кои одлуки ги донеле, според кои закони ги донеле одлуките. Спојувањето на двете концесии предизвика револт и гнев кај граѓаните и екоактивистите, кои на почетокот на месецот излегоа на масовен протест во Струмица.